Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Денес е наред да ја обработиме глава 36 од книгата Создавање, по која имаме извештај за Исав и неговите потомци. Во оваа глава размислуваме за семејната лоза, чија карактеристика е гордоста. Досега размислувавме за семејните лози на Адам и Ева, на Сет, потоа на Авраам, Исак и сега на Јаков. Кога авторот на книгата Создавање пишува за неколку семејни лози, прво пишува за отфрлената и потоа речиси никогаш не ја спомнува. Откако ќе заврши со отфрлената семејна лоза, тој пишува за прифатената, од која еден ден ќе дојде Христос. Во оваа глава ќе размислуваме за Исав и неговите потомци, односно за отфрлената лоза. Во минатото проучување ја обработивме глава 35 и завршивме со смртта на Рахила. Некои од оние кои ја слушаа пораката можеби ќе забележат дека не посветив доволно време на смртта и погребот на Рахила. Тоа е така. Не обрнав повеќе внимание на тој настан, зашто немав доволно време. Затоа, овој пат ќе ја искористам можноста да го направам тоа, бидејќи станува збор за важна личност. Рахила беше најубавото нешто што му се случи на Јаков. Дури и во годините кога Јаков беше многупати измамен од татко и Лаван. Рахила беше главната причина зошто Јаков не се откажа. Очигледно е дека многу ја сакаше и беше спремен да направи речиси се за неа. Целосно и беше посветен, а на моменти дури и попушташе за некои работи за кои не требаше. Например, и дозволи да ги чува идолите кои ги зеде од таткој. Не ми се верува дека ќе го дозволеше тоа на Лија или на некој друг. Рахила му роди два сина. Прво Јосиф, а потоа, откако го роди Венијамин, таа почина. Животот на Венијамин резултираше со нејзина смрт. Тоа му го скрши срцето на Јаков. Не верувам дека другите 10 сина му причинуваат толкова радост, како оние кои ги доби од Рахила. Бог секојдневно го потсетуваше дека е погрешно да има две сопруги. Со оглед на тоа што полигамијата не е според Божјата волја. Прашање беше на време кога Јаков ќе почне да трпи последици од своите постапки. Истото се однесува и за нас денес. Бог нема да дозволи да живееме спротивно на неговите зборови и да се извлечеме без никакви последици. Бог не го одобри тоа што Јаков го направи. Ниту пак го одобри тоа што Лаван му го направи на Јаков. Јаков многу ги сакаше Јосиф и Венијамин. Другите синови беа љубоморни на тоа. Сметам дека Јаков не требаше да покаже такво внимание кон Јосиф, особено затоа што самиот тој растеше во дом во кој татко му повеќе го сакаше брат му од него. Со оглед на тоа што на своја кожа искуси таков однос од татко му, не требаше истото да им го направи на неговите синови. Не сакам да го бранам Јаков, но имаше и моменти кога неговата вера беше силна. Пред да почине, Рахила го нарече бебето син на мојата тага. Откако Рахила почина, Јаков го зеде бебето во раце, ја погледна Рахила и рече: "Да, вистина е дека ова бебе е син на нејзината тага, но не сакам да го носи тоа име цел живот. Тој не е син на мојата тага, туку синот на кој ќе се потпрам. Затоа ќе го наречам син на мојата десница. Тој ќе биде мојот стап за одење, на кого ќе можам да се наслонам." Ова е важно, затоа што во една од следните глави во книгата Создавање, проблемите кои Јаков ги имаше со Венијамин му предизвикаа длабока тага. Не заборавајте дека без разлика колку Јаков беше благословен, Бог не го одобри тоа што имаше две сопруги. Бог не го одобрува тоа што е погрешно во нашите животи. Некогаш мислиме дека ќе направиме греф и ќе ни прогледа низ прсти, но Бог не прогледува низ прсти. Не му прогледа низ прсти на Јаков, а нема да го направи тоа и за нас. Јаков ја погреба својата сакана сопруга во Витлеем. Во главата која ја проучувавме минатиот пат е запишана смртта на три личности. Прво на Девора, дуелката на Ревека, а потоа и смртта на Рахила. Потоа се спомнати и синовите на Јаков, оние кои не го радуваат толку многу како Јосиф и Венијамин, а главата завршува со смртта на Исак. Тоа е третата смрт која е опишана во глава 35. Јаков ја погреба дуелката на мајка му, саканата сопруга и татко му. Глава 36. Исав. Глава 36 од книгата Создавање е посветена на Исав,
постариот син на Исак. На некои места е текстот малку хумористичен, но тоа не значи дека ќе ви биде премногу интересен. Предпоставувам дека овој текст ќе биде интересен за оние кои сакаат да проучуваат имиња и семејни стебла. Некои од имињата кои се запишани во оваа глава се уште се користат во земјите кои се наоѓаат во арапската пустина. Например, Омар, Теман, Цефо, Кенас и други кои беа потомци на Исав. Потомците на Исав се населија во Едомската земја, која се наоѓа југоисточно од Мртвото море. Станува збор за планински предел, а главниот град на тоа античко царство, градот Петра, се уште постои. Преку пророците Исаија, Еремија и Езекиел, Бог даде пророштва кои се однесуваа на неговиот суд врз народот кој живееше во таа земја. Се разбира, Божите пророштва се исполнија. Народот кој живееше во Едомската земја потекнува од Исав. Всушност, во оваа глава тоа е повторено 3 пати, дека Исав е таткото на едомците. Например, тоа е запишано во стих 8. И се насели Исав, наречен Едом, на гората Сеир. Некој ќе праша, која е разликата? Да се обидам да објаснам. Исав првпат се спомнува во животната приказна на Исак, затоа што е негов син. Тој беше атлетски тип, вешт во ловење и човек кој сакаше да престојува надворно отворено. Ако имавме шанса да го запознаеме, сигурен сум дека ќе речевме: Исав е прав маж. Иако неговиот надворешен изглед даваше впечаток на силен маж, тој беше човек кој се водеше според телесните желби. Пред неколку години дојде кај мене на разговор една девојка која беше христијанка. Ми кажа дека сретнала многу згоден дечко и се заљубила во него. Двајцата беа многу убави. Девојката беше родена во Кина, но не во мисионерско семејство. Беа многу богати, затоа што татко ѝ имаше бизнис за препродавање нафта. Дечкото кој го запозна, работеше во банка. Кога бев млад, ја работев истата работа, така што знам за каква работа станува збор. Знам дека има многу млади луѓе кои работат во банки и имаат за цел да се оженат со ќерката на некој од нивните богати клиенти. Дечкото беше многу згоден и представителен. Според описот кој ни е даден за Исав, би рекол дека изгледаше како него. Девојката беше посветена христијанка, која пред многу години го запознала Бог со помошта на некои мисионери во Кина. Додека разговаравме, таа инсистираше дека сака да стапи во брак со дечкото. Се разбира, и кажав дека нема да ги венчам, затоа што тој не беше христијанин. Откако разговаравме, таа ми рече: верувам дека ќе поверува во Господ. Кога разговарав со него, не добив впечаток дека има интерес да го следи Христос. Беше очигледно дека е телесен човек, но сакаше да се ожени со девојката. Одреден период од како се венчаа, девојката дојде кај мене и ми кажа дека се развеле. Нејзините зборови беа: никогаш во животот не сум запознала човек кој е толку заинтересиран за секуларното, телесното и световното. Не ни можев да замислам дека во светот постојат луѓе кои не ги интересираат духовните вредности. Иако изгледаше добар однадвор, мојот поранешен сопруг беше незрел и груб. Кога почнавме да излегуваме, беше многу фин, но откако стапивме во брак, го покажа вистинското лице. Мислам дека Исав беше таков човек. Не знам дали ќе добиете таков впечаток од читањето на оваа глава, но тој е впечатокот кој го добиваме за него од целокупното учење на Светото писмо. Некој можеби ќе сака да аргументира со мене и ќе рече дека не е фер што зборувам така за Исав. Сакам да знаете дека тоа што ви го кажувам за Исав не е моје лично мислење, туку се заснова врз Божите зборови. Во книгата Авдии, Бог вели дека го разоткрива Исав, односно Едом. Како што напоменав, Едом беше неговото второ име, кое Мојсеј го спомнува неколку пати во книгата Создавање. Околу 1000 години по овие настани, потомците на Исав беа многубројни. Може би ги имаше околу 100.000. Наречени се Едомци и секој од нив е сличен на нивниот прататко Исав. Ако сакате да видите каков беше тој и какви беа неговите потомци, отворете ја книгата на пророкот Авдий. Ќе забележите дека беа многу горделиви. Затоа Бог им вели: гордоста на твоето срце те измами, тебе, кој живееш во камени пештери, во својот висок дом, и му велиш на своето срце: кој е тој што ќе ме собори на земја? И да се кренеш високо како орел, да направиш гнездо меѓу звездите
И оттаму ќе те симнам, говори Господ. За каков вид на гордост ги обвинува Бог? Станува збор за нивната желба да бидат независни, мислејќи дека можат да живеат без Бог и дека немаат потреба од Него. Тоа е Исав. Во последната книга од Стариот Завет, Бог вели: Јаков го засакав, а Исав го отфрлив. Бог го кажа тоа околу 1000 години откако се родија Јаков и Исав. Уште на самиот почеток, Бог знаеше во која насока ќе се движат нивните животи. Нивните родители не знаеја, но Бог знаеше. Ако ја погледнеме историјата на Исав и неговите потомци, лесно ќе заклучиме дека Бог не сгреши во однос на него. Во оваа глава, 3 пати е запишано дека Исав е Едом. Авторот го повторува тоа за да се осигура дека ќе го запомниме. Стих 1. А ова е родословието на Исав, кој се вика Едом. Ова е 4ти пат во Библијата да се спомнува името Едом. Исав си зеде жени од керките ханански, Ада, керка на Елон Хитиецот, и Охоливама, керката на Ана, синот на Цивеон Евеецот. Последните неколку стихови се спомнати неговите потомци. Во стиховите 6 и 7 пишува: И Исав ги зема жените своји, и синовите своји, и керките своји, и сите домашни своји, и стадата своји, и сиот добиток свој, и сиот имот што го беше спечалил во земјата ханаанска, па отиде Исав во земјата ханаанска во друга земја, далеко од Јаков, братот свој. Зашто имотот им беше многу голем, па не можеа да живеат заедно. Ниту земјата во која беа доселени можеше да ги собере поради многуте стада. Ке се сетите дека Авраам и Лот го имаа истиот проблем. Со други зборови, немаше доволно пасишта за двајцата, бидејќи имаа премногу грла добиток. Затоа, Исав ја напушти ветената земја и отиде да живее сам. Тоа го направи поради економски причини, но и поради околностите во кои се наоѓаше. Ке го прочитам стих 8. И се насели Исав, наречен Едом, на гората Сеир. Овој стих ни открива кое е местото каде што живееја Исав и неговите потомци. Во следните неколку стихови се запишани имињата на неговите синови. Ке го прочитам стих 12. Тимна беше наложница на Елифас, синот Исавов, и му го роди на Елифас Амалик. Тоа се синовите на Ада, жената Исавова. Ова е почеток на амаликијците. Тоа се племиња кои живееја во пустината низ вековите. Во 4. век станаа толку силни што освоија големи делови од Северна Африка, меѓу кои и највлијателниот центар на црквата во тоа време, градот Картагина. Нивното потекло е измешано делумно од Исмаел, делумно од Исав. Потомците на Исмаел и потомците на Исав стапуваат во брак едни со други. И тоа е еден од начините на кои настанаа арапските народи. Всушност, сите тие имаат ист предок, а тоа е Авраам. Пред некое време запознав христијанин со арапско потекло, кој беше непријателски настроен кон Израел. Не му се допадна нешто што кажав за време на проповедта и откако заврши богослужбата ми пристапи и ми кажа дека го мрази Израел. Му одговорив: да, но тие се твои браќа. Верувајте ми, тој одговор воопшто не му се допадна. Одговори: јас немам никаква поврзаност со нив. Му реков: да, имаш, вие имате ист предок, вие сте семитски народи. Призна дека тоа е вистина, но сепак не беше убеден дека треба да го сака Израел. Тоа е една од причините зошто е важна оваа глава. Доаѓаме до еден дел, кој лично за мене е малку хумористичен. Станува збор за следните 2 стиха. А ова се старешините од синовите Исавови. Синови на Елифас, првенецот Исавов, старешината Теман, старешината Омар, старешината Цефо, старешината Кенас, старешината Кореј, старешината Гатам, старешината Амалик. Тоа се старешините од Елифас во земјата Едомска. Тоа се синови на Ада. Зошто воопшто им беа потребни старешини? Во некои преводи се користи зборот кнезови. Потомците на Исав самите се прогласија за старешини, односно кнезови. Не станува збор само за титула. Овие луѓе сакаат другите да им даваат посебна почит и чест. Каде започна сето тоа? Во семејството на Исав, помеѓу неговите потомци. Во стих 19, авторот повторно не подсетува дека Исав е Едом. Тоа се синовите Исавови и старешините нивни. Тоа е Едом.
Сега во семејството веќе има и старешини, односно кнезови. Голем број луѓе денес тврдат дека имаат кралско потекло. Во семејството на Исав имало неколку кнезови, луѓе кои за себе тврделе дека имаат благородничко потекло. Тоа не е се. Дел од неговите потомци одат чекор понатаму и си дават уште поголеми и уште поважни титули. Еве што пишува во стих 31. А ова се царевите, кои царуваа во Едом, пред да стануваат цареви синовите на Израел. Божиот план не беше луѓето да имаат цареви кои ќе владеат над нив. Но луѓето сакаа да имаат цареви и затоа си поставија. Потомците на Исав сакаа некој да царува над нив. Интересното е тоа што во текстот пишува дека имаат цареви пред израелците. Од каде им дојде идејата на израелците да имаат цар? Од околните народи, меѓу кои се и едомците. Во времето на Самуел, израелците рекоа: сакаме да имаме цар, исто како народите кои живеат околу нас. Според мене, во превод тоа значи: нашите браќа, едомците, имаат цар, и ние сакаме да имаме цар. Во оваа глава се спомнати многу племиња кои верувам дека ќе бидат од особен интерес за оние кои се занимаваат со антропологија и етнологија. Семејната историја, која е запишана во овие стихови, е една од најдолгите во Библијата. Да ве потсетам, станува збор за семејната лоза која Господ ја отфрли. Во следните глави ќе ја проучуваме семејната лоза на Јаков, од која еден ден ќе дојде Господ Исус Христос. Повторно ќе го прочитам стих 40. Еве ги имињата на старешините Исавови, според племињата нивни, по местата нивни. Старешината Тимна, старешината Алва, старешината Јетем. За мене ова е многу смешно. Можам да замислам како изгледало кога овие луѓе се представувале пред другите. Јас сум старешината, односно кнезот Алва. Или дојде да се запознаеш со мојот пријател. Тоа е старешината, односно кнезот Тимна. Некои од потомците на Исав се само прогласиле за старешини, односно кнезови, други за цареви. Сигурно се чувствувале многу важни. Забележете како завршува оваа глава. Старешината Охоливама, старешината Ила, старешината Пинон, старешината Кенас, старешината Теман, старешината Мивцар, старешината Магдиел, старешината Ирам. Тоа се едомски старешини според населбите во нивната земја. Исав им беше татко на едомците. За потомците на Исав пишува и во книгата на пророк Авдиј, како и во последната книга од Стариот Завет, Малахија. Тука ќе завршиме со нашето денешно проучување. Следниот пат ќе обработуваме глава 37. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.